Во предвечерието на големиот празник, 24 мај, денот, кога ги чествуваме се словенските просветители, солунските браќа Свети Кирил и Методи, ред е да им се поклониме за се она што го оставија како духовен дар и аманет за нас македонците и за сите словенски народи. Тој ни е дар е непроценет, затоа што без него не ќе бевме тоа што сме, ниту такви какви што сме во нашиот духовен развој. Делото на Светите Кирил и Методи не задолжи да бидеме секогаш на висината на задачата, да го чуваме и негуваме нашето писмо, како едно од нашите најголеми богатства. Врз кое ги надградуваме сите вредности кои не красат и ни го покажуваат патот кон еднината. Тие вредности и знаења должни сме да им ги пренесуваме на нашите наследници. За и тие да го продолжат патот по кој ќе кореле генерации и генерации македонци, но и сите оние кои гордо ги носат во себе словенските корени. Тоа особено се однесува на вас, наставниците, кои несебрично ги пренесувате плодовите од семето Кирило-Методиевско и од семето на нивните верни ученици. Вие имате таа чест, задоволство и привилегија да бидете на најцрстиот мост во општеството, во кој чекорат децата кон својата конечна цел, да станат луѓе на место, луѓе со реноме, луѓе за почет. Темелите на тој мост ги поставиле токму се словенските просветители Кирил и Методи. Светите браќа кои неслучајно се прогласени за покровители на Европа. Ден кој навлегува во најчувствителните корени на нашето постојање. Ден кој го глорифицира најсензитивниот и најзначаен сегмент на нашиот идентитет. Од денешен аспект гледано држи вода прашањето кој може сите да си го постават на глас. Кој ќе бевме денес и во која фаза на развој ќе атеравме нашата живеечка, да не беа се словенските просветители кои ни всадија убав нишан во нашиот генетски код. На тој начин светите браќа Кирил и Методи ги просветлиле душите на сите луѓе од словенскиот род и ги избавиле од дотогашната духовна темница во која живееле и од сознанијата кои ги носеле во себе. Со својата азбука солунските браќа направиле револуционерен потврд, на кој нивните ученици Свети Климент и Наум направиле бесценната награда, која е од исклучително значење за нашата писменост и за писменоста на сите словенски народи. Токму затоа 24 мај, денот на сесловенските просветители, треба со гордост да го празнуваме. Но катавневно треба да бидеме благодарни на нашите праучители за нивната духовна оставштина, спастрена во нашиот богат духовен ковчег. Нека ни е честит и вековниот утрешен празник и за многу години нека се слават имињата на светите браќа Кирил и Методи.